Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за класичниот пат на активација на системот на комплемент. Сега, иако самото име класичен звучи како да е тоа првиот начин на активација на системот на комплемент, всушност еволутивно е најмлад. Зошто бидејќи класичниот пат всушност зависи од антитела. Така, антибоди зависен. А антителата се всушност дел од адаптивниот имун систем кој е еволутивно исто така помлад. Односно нема смисла да постои класичен пат на активација ако нема антитела, ако нема адаптивен имун систем. Но се нарекува класичен поради тоа што прв го откриле, прв го разработиле и затоа му го дале тоа име, а не дека е еволутивно најстар. Сега, поради тоа што класичниот пат е всушност зависен од антитела, често и се вметнува внатре во адаптивниот имун систем, како дел од адаптивниот имун систем. Иако таа полова е вештачка, во некоја литература може таму да се сретне. И сега да видиме како всушност се одвива класичниот пат на активација на системот на комплемент. Да речеме дека овде имаме клеточен цит на некоја си бактерија, кој на својата површина тој ќе има некакви си протеини, некакви јаглихидрати или липиди, кои што всушност ќе служат како антиген, така или пак може да бидат излачени нели во околната средина, врз кој всушност ќе се врзе дадено антитело, кое било синтетизирано од дадена Б клетка, да се врзува специфично со тој антиген. Така че имаме антибоди. И само на кратко подсетување, антителото има Фаб регион, така делот кај што се наоѓаат антиген врзувачките места со кои се врзува за антигенот, нормално вака не се врзува, се врзува со двете, не се врзува вака во средина, ама ова е шематско представување. И го имаме ФЦ регионот, кој е изграден главно од тешкиот синџир, така на антителото. Сега, од кога го имаме тоа, да видиме кој е всушност првиот играч во класичниот пат на активација. Првиот протеин во класичниот пат е всушност C1. Така, сега, C1 не е едноставен протеин, тој е прилично сложен протеин, има сложена структура, односно има повеќе субединици кои го градат. Првата субединица која го гради, ќе нацртаме вака, 2, 3, 4, 5, 6, нешто ќе направиме, изгледа нешто како метла, така, која што на крајевите има вакви како едни глави. И ова е всушност, оваа субединица се нарекува C1, ќе сум голем, C1Q, која што е изградена од 6 вакви ноџиња, каде што секој ноџе всушност, ако би зумирале вака на страна, секој ноџе ако би зумирале на страна, ова вака, е изградено од 3 полипептиди ланци. Така, од 3 полипептидни ланци. И имаме такви 6 ноџиња, така, каде што секој е изградено од 3 вакви полипептидни ланци, односно имаме 18 полипеп ланци, кој го градат овој C1Q под сегмент, така, кој влегува во C1. Сега, освен C1Q, има едни протеазни протеини, односно ензими се тие, каде што ги има две, вака со сина боја ќе ги бележам, кои се нарекуваат C1R, така мало R, и има два ензима, што вака тука со виолетова боја ќе ги бележам, кои се нарекуваат C1S. Така и вие се поврзани, ќе бележам ако со некоја средна боја, се поврзани и се наоѓаат околу C1Q фрагментот, односно сегментот. Сега, C1Q сегментот всушност служи за врзување со антителото, додека C1R и C1S имаат протеазна активност. Тие се серински протеази. И затоа всушност C1 протеинот всушност се бележи како C1Q R2 S2. Веќе имаме еден C1Q фрагмент, односно субединица, и две C1R и две C1S. Така, затоа тоа му е исто, може така да се бележи. Ева како ќе заградиме. Иначе исто не напоменав, дека при врзувањето на овие протеазите потребен е калциум. Океј. Сега, кога го имаме C1, тој всушност се врзува за константниот регион на хеви синџирот, така, значи константен регион на хеви синџирот број 2, кај имуноглобулин Г, или пак CH3 кај имуноглобулин М. Сега, овој C1 протеин може да врзе само антитела, значи само антитела, кои се врзани со антиген, така, не може да врзе слободни антитела. Сега, зошто е тоа случајот?
Едноставно, со цел да има успешна активација на класичниот пат, овој C1 протеин, односно поточно C1Q субединицата, треба да врзе по барем 2 ФЦ региони на антитела. Така, сега ќе видиме зошто тоа оневозможува врзување на неврзани антитела. Сега, например, ако овдека, така шематизирам, имаме две антитела вака врзани едно од друго, во тој случај, ако дојде овој метла, значи C1Q, може да врзе барем две антитела и во тој случај ќе се активира понатаму, ќе видиме како на класичниот пат на активација, но ако врзе само едно антитело, например ова да речеме дека е тука некаде подалеку, во тој случај нема да се активира така класичниот пат на активација. Сега овдека кај цртажот претходно што го нацртав за некој растворен антиген, нормално не е поврзано само со едно антитело, него така, јас сум го шематизирал, нормално дека има уште многу други антитела, бидејќи антигенот е обично поголем од антителото, така што ќе има повеќе од дека антитела кои се врзани и ќе може овој C1Q например да се врзе некаде со две. Така, но ако имаш само едно антитело кое си плови во раствор, така, многу се мали шансите дека две антитела ќе дојдат во контакт со C1Q истовремено. Добро. Сега, од кога спомнавме дека треба барем две, така барем два ФЦ региони, например тука едниот, тука другиот, да се врзат со C1Q, во тој случај очигледно да се заклучи дека имуноглобулин М многу полесно ќе го врзува, односно ќе активира класичен пат на активација. Зошто имуноглобулин М нели беше пентамерен. Така, тоа значи во секој имуноглобулин М имаме 5 ФЦ региони. Односно, ајде да продолжиме овдека малце, да го продолжиме клеточниот зид и да речеме дека имаме 1, 2, 3, 4, 5 антигени. И сега ќе нацртам еден имуноглобулин М. Така, 1, 2, 3, 4, така 5. Каде што овдека нели беа задржани со таква така наречена Ј верига. Така, сега гледаме дека сите ФЦ региони се насочени релативно кон едно исто место. Така што кога ќе дојде одреден C1Q, или субсегмент, односно C1 протеинот, многу лесно ќе успее да врзе барем два ФЦ региони. Така бидејќи сите се овдека. Додека кај имуноглобулин Г, бидејќи е мономерен, ќе биде многу потешко. И за некакви онакако бројки ако ставиме, потребни се околу 10 имуноглобулини М на една мембрана со цел да се потекне класичен пат на активација, додека ако користиме само имуноглобулин Г, треба околу 1000 молекули имуноглобулин Г, така што ќе има шанса некои да се најдат, не знам, до 40 нанометри, така растојание, со цел да може да го врзат C1Q. Сега, да речеме дека имаме успешно поврзување на C1, така, односно C1Q субединицата, со барем два ФЦ региони на антитело. Што ќе се случи? Добро, да речеме сега дека C1Q субединицата од C1 се врзала барем со два ФЦ региони. Така, значи успешно се врзала барем со два ФЦ региони. И што се случува? Едноставно тоа поттикнува конформациона промена на овој протеинов, така овој зелениот, ќе измени структурата на тој начин што, ева како идеме, C1Q, така, има конформациона промена и поради тоа C1R, така, еден од молекулите C1R ќе се активира. Така, ќе премине во активна ензимска форма, он е серин протеаза. И тој C1R ќе го активира другиот C1R, така, и сега ги имаш двата C1R кои се активни. Потоа тие две, всушност, ќе ги активираат, така идам се со некоја друга боја, ќе ги активираат нивните соседи на некој си начин, кои беа C1S и другата C1S. Така, ако идеме горе на цртежот, ќе видиме пред се активира едното, па се активира другото, па они ги активираат овие што им се комшиите. Така. И едноставно сега ќе добиеме активни C1S и C1S. Сега, овие C1S молекули имаат два субстрата кои може да ги процесираат, односно да извршат протеолитичка активност врз тие субстрата, тоа се C4 и C2. Ќе започнеме од C4. Да речеме дека C4,
така поминува низ оваа протеолитичка активност, и што ќе се случи? Едноставно протеинот, нели, како што цртавме претходното видео, ќе се деградира на два помали фрагменти, односно на C4b кој е поголемиот и C4a кој е помалиот. C4a, нели, рековме дека ќе си има, тој е анафилотоксин, ќе си има понатаму друга улога, додека C4b, поголемиот, сега ќе сака, односно ќе треба да се врзе за мембраната, мислам за клеточниот зид на бактеријата. Така. Сега најголем дел од C4b не се врзува и најголем дел иде во општо во околната средина, во телесни течности и на крај се деградира. Ништо од него. Но дел од C4b така успешно ќе може да се врзе за клеточниот зид на бактеријата. Значи само 10% од прилика, само 10% успеваат да се врзат, додека 90%, така 90% се деградираат и ништо од нив. Сега, зошто е тоа така? Едноставно, сега ќе идам овдека на страна и ќе ставиме една слика. Или вака доле ќе ја ставиме. Гледаме дека C4b пред да биде хидролизиран, овдека всушност имало уште еден фрагмент. Тој фрагмент всушност е C4a, така помалиот, кој сега е отстранет. Така овој сега го нема. И поради тоа се образуваат, односно тука имаме слободни молекули кои што може да образуваат врска. Сега, ако се врзе, така, ќе образуваме врска и ќе се врзе со клеточна мембрана и како што реков, тоа е 10% од случаите, додека најчесто ќе биде врзан од некоја си молекула на вода која вдека околната средина. Значи тука имаме вода, нормално се наоѓа внатре во организмот. Така што молекула на вода може да го врзе овој С атом, така што C4b нема да се врзе и ова е 90% од случаите. Значи 90% од случаите C4b нема да се врзе за клеточна мембрана. Мислам за клеточниот зид на ваквото, на бактеријата. Но исто може да се врзе и со наши мембрани, затоа дека пише cell membrane, веќе може и со наши клетки да се врзе. Добро, да тргнеме оваа слика. Сега, откога го имаме C4b кој се врзало со мембраната, односно со клеточниот зид, и сега на ред му дојде на C2. Така, C2 повторно и он ќе подлежи така на протеолитичка активност од C1s и ќе се конвертира, нели ќе се распадне на еден помал и еден поголем, еден помал и еден поголем дел, да. Каде што кај C2 рековме дека е исклучок, кај него поголемиот е C2a, додека помалиот е C2b. Така. Додека помалиот, нели, повторно ќе се замине и ќе биде како анафилотоксин, додека поголемиот C2 во овој случај едноставно ќе се надоврзе на C4b. Така, едноставно ќе се врзе на него. И сега всушност имаме комплекс од C4b и C2a. Така, ева ќе повечам стрелка. И овој комплекс ние всушност го нарекуваме така, овој комплекс всушност го нарекуваме C3 конвертаза. Значи C3 конвертазата, постои уште една C3 конвертаза, ќе ја видиме понатаму, но C3 конвертазата е значи C4b2a. Така, и сега да видиме која е улогата на C3 конвертазата, иако самото име ни кажува што е, ама сепак. Да речеме сега дека овдека имаме C3 конвертаза, која се маха ќе ја бележам. И главната улога на C3 конвертазата е да конвертира C3. Така, значи имаме сега тука некој си C3 молекул, така C3. И тој ќе подлежи под дејство на C3 конвертазата и ќе се конвертира, нели, во C3b и C3a. Така. Каде што А е помалиот фрагмент и тој понатаму ќе биде анафилотоксин, додека C3b сега има голем број на улоги. Така, значи има голем број на улоги и ќе нацртаме кон многу стрелки дека иде кон многу правци. Така, еден од насоките е на пример да се врзе. Значи, една од насоките е да се врзе на самата мембрана, така, на самиот клеточен зид на бактеријата. Така, и да служи како опсонин. Овие беа тие опсонини кои зборевме во минатото видео за функции на системот на комплемент. И сега оваа молекула ќе може да биде препознаена од страна на некој макрофаг. Така, значи C3b може да се врзе и да служи како опсонин. Некои C3b молекули можат пак да се врзат, ако памтите повторно минатото видео кога зборевме за одредени антитела
така кои врзале антигени и направиле антитело, антигенски комплекси и вакви, како што рековме, не може да се собираат во организмот. Така, значи антибоди, антиген комплекси. И овие C3b молекули може да се врзат за ФЦ регионот на овие антитела, така што, нели рековме, сега ќе може да бидат препознаени од рецептори и да бидат отстранети од страна на макрофаг. Така, значи имаме некој си макрофаг кој сега ќе ги отстрани овие комплекси или пак ќе ги врзе и ќе ги однесе, нели, до хепар или пак до слезина. Значи тоа е уште една улога на C3b. Но главното е да овдека оваа C3 конвертаза, така, да конвертира што повеќе C3 молекули во C3b или C3. И ова е многу важен чекор во самиот пат на активација. Бидејќи овдека се случува амплификација. Значи многу повеќе молекули од системот комплементот ќе се активираат. Например, почнавме од една C1 молекула, така започнавме од една C1 молекула, а сега например овдека 200 вакви C3 молекули ќе се претворат во 200 C3b, 200 C3a. Значи од една молекула C1 добивме многу молекули понатаму. Значи ова е многу битен чекор всушност во амплификација на силата на одговорот на комплементот. Иначе, само да напоменам, одека поврзувањето на C3b за мембраната, односно за клеточниот зид, исто е многу битно колку брзо ќе се случи, бидејќи најголем дел од времето не се случува, исто како што зборевме за C4b, поради тоа што најголем дел од времето се врзува со вода. Така, се хидролизира врската која треба обично да образува тиолна врска, нели, со НХ група на некој си пептид кој се наоѓа на мембраната, односно клеточниот зид. Значи најчесто се хидролизира и најчесто C3b не се врзува вака со клеточниот зид. И затоа е многу битно да реакцијата се случува одма напоредно до клеточниот зид. Така, значи C3 конвертазата е залепена за клеточниот зид, така што C3b ќе биде многу близу, така што поголеми се шанси дека ќе се врзе. Ако ова би се случувало некаде овдека, така во цитоплазмата, да го имаме ова, и да се случува исто конверзија, C3b ќе беше многу подалеку, така што цело време ќе се врзува со вода. Така и немаше да има никаква посебна улога. Додека овдека каде што е залепен до клеточниот зид, C3 конвертазата, многу брзо, мислам поголеми се шанси дека ќе се врзе со клеточниот зид. Ето сега, дел од овие C3b молекули можат пак, сега ќе направиме некој круг, да се врзат со C3 конвертазата. Значи C3b може да се врзе со C3 конвертазата. И што ќе се случи? Сега ќе идеме на долната страна од бактеријава, така зашто таму веќе немаме место. И ја имаме оваа, нели, C3 конвертаза. Така, и сега дел од молекулите, така, дел од C3b, да речеме дека може да се врзе исто со C3 конвертазата. И тоа што се формира, нели, ова беше C4b, ова беше C2a, ова е C3b, и вие заедно сега всушност градат C5 конвертаза. Чија што улога, како што ви кажав самото име, е да разгради C5. Или пак името за C5 конвертаза ќе биде C4b 2a 3b. Така. И сега што ќе се случи, едноставно ќе имаме сега некоја C5 протеинска молекула, која ќе биде разградена, нели, на C5a, помалиот фрагмент, и C5b, поголемиот фрагмент, каде што помалиот фрагмент повторно ќе биде на филотоксин, додека поголемиот фрагмент, ова е најинтересно, ќе влезе заедно во интеракција со C6, во интеракција со C7, со C8 и со C9. Така. И што ќе образува? Ќе образува мембран напаѓачки комплекс. И ова ќе видиме понатаму, едноставно сега само ќе го спомнеме како всушност овие влегуваат во интеракција за да го изградат мембранскиот напаѓачки комплекс. И тоа е главно приказката за класичниот пат на активација. И сега само ќе видиме некои слики каде што се објаснува се ова, само што сликите слика наеднош се е објаснето, така што ако првично се соочите со нејзик изгледа комплексно, но сега од кога го разработивме би требало да ви биде јасно. Значи овдека првата слика, овдека на првата слика ќе видиме како изгледа патот. Значи ги имаме C1
која имала QRS, се врзува со антитела, со ПЦР ионот. Понатаму всушност C4 и C2 се деградираат, C4A и C2B се анафилактички токсини, тие се црнуваат, додека C4B и C2A се врзуваат и прават C3 конвертаза. C3 конвертазата понатаму конвертира C3 така во C3B и C3A, каде што C3B видовме може да се врзе со мембраната на со клеточниот зид на бактериите, со антителата, со ПЦР-от на антителата, или пак може некои други функции да има, додека делот C3B може да се врзе со C3 конвертаза и направи C5 конвертаза. C5 конвертазата, поточно со C3B регионот на C5 конвертазата, го врзува C5, тој се разгледа на C5B и C5A, каде што C5B ќе заедно со C6, C7, C8 и C9 ќе го направим мембрански напаѓачкиот комплекс. И овдека повторно имаме слика на истото, така, вака, ќе одлечиме ова, каде што иде истиот процес. Значи, сега да не го објаснувам, имате сликата, ја гледате, прави C5 конвертаза, и овдека само сакам да напоменам важноста на тоа да C3B се врзе со клеточниот зид, така, зашто најголем дел, ако се наоѓде во флуидна фаза, ќе се врзе со молекула вода. Така, веќе ќе се хидролизира врската. И тоа беше главно се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.